Почитувани гледачи, добро утро. Слободен печат, 9 часот наутро. Денес е Црн петок или Black Friday. Како се прославува, ајде да го кажам така, кај нас, како е во Америка, пошто е популарен? Ако во Америка од вечерва веќе се чекаат редици за да се купат производи на попуст, кај нас тие производи се до 70%. Но ако влезете по продавниците, секако ќе видите дека попустот е многу помал. Обично на попуст се наоѓаат чорапи, некои мали детски играчки, мали кукни апарати, а големиот попуст едноставно го нема. Околу Црниот петок, попустите кои што ги има во Македонија, меѓутоа каква е и состојбата надвор од Македонија, ќе позборуваме со Маријана Лончар-Велкова, председател на Организација на потрошувачи на Македонија. Маријана, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Исто, јас ви благодарам што ме поканивте. Најавив дел од темите за кои што ќе позборуваме. Денес е Црн петок, обично се очекуваат масовни попусти, меѓутоа каква е состојбата кај нас? Од она што го виде камерата на Слободен печат, попустите се секаде до одреден процент, меѓутоа кога ќе влезете во продавница е нешто сосема поинаку. Каков е вашиот впечаток? Да, видите, Црн петок, тоа точно од Америка, со Thanksgiving фактички е поврзан денот и понеделникот, нели? Меѓутоа, кај нас ова вака како што е направено не е регулирано поинаку, отколку со Законот за заштита на потрошувачи со акцијската продажба која може 30 дена да трае. Па затоа вие гледате, значи, фактички акција кај што не пишува, гледате Black Friday, кога ќе влезете во продавница ви вела дека трае 3 дена. Так. Па до втори фактички кај нас би било до неделата сега. Меѓутоа, ако се работи за некаква акција, тогаш таа треба да продолжи. Меѓутоа, не е веќе Black Friday. Тука има малце забуна кај луѓето. Они се спремаат за купување, значи веќе има, знаете, так. буквално овие повозрасните велат леле, утре ќе биде многу убав попуст. Меѓутоа, дали ќе одиме па гужви и така натаму, не е како во Америка, секако не. Так. Да, затоа што тие тоа дамна овој празник нивни, кој што се префрли во Европа, па има се и движења против Black Friday, знаете, не сакаат и со погрдни зборови, дека не сакаат потрошувачите во тоа да учествуваат со транспаренти, капи и така натаму. Потрошувачките организации не се баш премногу наклонети кон овој, од обратно е, дека тие секогаш ги советуваат потрошувачите да внимаваат многу. А гледам и МУП Србија исто така ги опоменува потрошувачите да внимаваат да не купуваат производи, секако Организација на потрошувачи на Србија, на Црна Гора, па дури Босна ја прочитав пред некој ден, дека опомени даваат да внимаваат кога купуваат да не наседнуваат на тие попусти. Сметате дека не се реални попустите или дека се покачени цените претходно па потоа се намалени? Каква е состојбата кај нас? Со чест на исклучоци, нели, од трговците, некои сакаат континуирано да останат на пазарот, па се честни и честно означуваат, да речеме, точно се знае, стара цена, нова цена. Некои ги мрзи тоа да го прават, по закон треба да истакнат старата цена, која важела најмногу до пред 30 дена. Така. А ако била после тоа исто така, значи не може пред 30 дена. Ја шкртаат таа цена, ја ставаат новата цена, која што е валидна. Не треба да ви кажуваат на каса ќе го добиете попустот од 30%. Не, ние како потрошувачи самите треба да го видиме процентот. Или ќе ви означат процент. 70% ви ја гледате цената не на 30% намалена и фактички сте зачудени колку е, за да оној кој што продава, продавачот ви каже тоа е 30% и тоа ќе ви биде, например, 1500 денари на 5600, прилike се даваме, што секој не знае да пресметува попустите. Так. Секој потрошува, затоа е тоа предвидено во закон. Стара цена, нова цена, пред 30 дена што важела старата, не подолго, ти може 70% да, ама ако пресметувате од јануари 2024 како се симнувала цената, тај 90 ќе ви ја дадат. Ама нема дозвола за тоа, не може тоа да го направат. Кажете ми каде се тука контролите? Вие сте организација на потрошувачи, немате можност да исконтролирате, можете да одите само на увид, меѓутоа колку се казните, доколку не е цената соодветна. Имаме ли такви сознанија?
Казни има за овие одредби, за сите, мислам, се движат во распон, зависи предпријатието, колку е големо, мало, средно, па зависи. Со закон за прекршоци исто се регулира дел, меѓутоа прекршоците, глобите фактички се утврдени во законот за потрошувачи и се движат, па доста се големи, можат некогаш и до 10.000 евра. Покрај глобите има и времени и мерки, управни мерки, тоа се затварање на објектите, неработење, што не е убаво, нели, нормално за самите трговци. Ние знаеме дека и на трговците им треба поддршка, а сега и со законот е утврдено дека може да им дадат опомена, односно да им укажат на тоа за прекршок прв, па да дојдат пак да видат дали е коригирано. Да, меѓутоа ова е време на, мислам, трае 3 дена, да. дали имаат можност за такво нешто? Не верувам дека се толку активни сега инспекцијските органи на терен. Особено заради тоа што рековте трае 3 дена и иако се активни веројатно помена ќе дадат, не знам, не сум инспекцијски така да во орган, понеделник веќе ќе се вратат цените во нормала. Ако се вратат во нормала, таму каде нема да се вратат, пишува Black Friday или треба да го сменат акција да дадат и така натаму. Меѓутоа, кај нас дека има некои огромни залихи, па се огромни попусти имаат и на американските трговци им е нормално. Так. Добро и понабавна цена да го продадат, само да го продадат, зашто чувањето во магазини исто така чини. И заради тоа тие брзаат со продажбата и го форсираат тоа со реклами. Во некои од трговските маркети, посебно за бела техника, меѓутоа и за гардероба, имаше Black Friday во цел ноември. Јас не видов никаде дека тоа е акцијска продажба или распродажба, иако законски се обврзани тоа да го кажат на некој начин или да стои некаде на рекламите кои што се по излозите. Ајде да направиме разлика. Black Friday е Black Friday, треба да трае еден ден, кај нас трае 3 дена. Што е со акцијските продажби? Законски треба да траат 7 дена. 30 дена. 30, а распродажбите? Не, распродажбите само 2 имаме. Тоа е на пролет и есен. И есен, фактички зимската кога е тоа. Не може повеќе од 2. Се извинувам, распродажбите не може да ги крстите распродажби, тоа така и се порано се нарекува. Распродажба ако се селите, ако заминувате од тој објект, ако го затварате најмалку на 6 месеци, тогаш правите распродажба. Вие чистите практично или за чистите така за лихата. Али доколку вие правите сезонски попусти се овие. Тоа се, нели, поволности при купувањето на и тие се сезонски, да имаме 2 сезонски, веќе не може на тој начин да се означува и тоа тие добро го знаат. Или промоција, ако се прави промоцијата е 8 дена. Значи мора да ги прочитаат тие одредби за да знаат за што се работи. Оти пазарните инспектори ја гледа во Хрватска излегуваа скоро, каде што пишуваше погрешно, а требало да биде напишано сезонски попус, да речеме, за летниот период, предлетниот период. Кај нас овде, еве би велам, стоеше Black Friday цел ноември во некои продавници. Ако го крстиле како акцијска продажба, може да им помине, мислам, условно речено, како акцијска продажба од 30 дена, ама тоа не е Black Friday. Па е на некој начин измамно огласување. Треба да се кажат акција и да се ја стават акцијата колку трае. Значи, тука имаат и они недоумица, веројатно пазарниот инспекторат ги едуцира, ќе им каже како треба, иако не се тие за едукација. Така да, тука е, мислам, тука е трикот уствари за тоа нечесно рекламирање и не само што они потрошувачот е доведен во заблуда, го кршат законот по законските одредби, пошто не спомнуваат акција, треба јасно да се истакне дека се работи за акција. Треба јасно да се истакне се работи за промоција или кога е друг вид на продажба, треба да се кажат ознаките кои што стојат во законот. Не може сега да измислуваме. Ако е Black Friday, добро, усталено е секаде во регионот, секаде таму 3 дена нека трае. Тука е проблемот со нелојалната конкуренција. Некој ќе си го почитува законот, ќе си стави ознаки, ќе си ги стави цените, а другиот до него нема да го почитува законот и можеби тие практики на огласување или и преку интернет е истата ситуација, ќе доведат до масовно поголемо купување кај него и поголем профит. Додека многу е интересно со интернет продажбата. Тоа ми беше следното прашање. Околу интернет продажбата и измамите. Што се случува бидејќи и таму во интернет продавниците се рекламира Black Friday, меѓутоа голем дел од тие продавници кога ќе помине практично периодот на продажба, не може тие што купувале да ги вратат производите или се менува името или едноставно ги блокираат на социјални мрежи. Што правиме тука со правата на потрошувачите?
Тука правата на потрошувачите се дадени во рацете на самиот потрошувач. Заради тоа што тоа се веќе измамни продажби, а тоа исто така и некој сивата економија цвета на тој начин. Тие ќе купат можат од овие што се онлайн порталите да си донесат роба во Македонија, да си отворат кратко нели Facebook страна или било каква интернет продавница нели условно речено да изгледа и ќе си ги продадат тие. После тоа затвараат, нигде ги нема, а луѓето купуваат од таму и тогаш парите одат наместо да оди во реалниот бизнис, реалната економија и бизнисот, одат на некои безвезни работи кои што стварно не им ни требаат, ако ќе ги добијат, остануваат без одредени делови, не може да ги склопат. Иако дел од нив пак се задоволни од таквата продажба, немаат сметка, немаат фискално, вие се затвараат. Тоа е нерегулиран трговец, значи нерегистриран трговец фактички. Не е тоа оние трговци кои што ние одиме и во моловите или било каде надвор, кои што си отвориле веб страна, па можете кај него да дојдете, нели? Како што и гледаме во овие продавници во сите овие молови, и ќе ги смените производите. И тоа го успеавме, дури 15 дена е рокот, нели? Ако сте го носе, ако не сте го носеле, не е оштетен, не ви е точен, не ви се допаѓа бојата, а сте го купиле и онлайн, можете да го вратите и онлайн ќе го вратите. Овде не може. И луѓето треба да разликуваат легална онлайн продажба, значи регистриран трговец и оној кој не е регистриран. И уште кажуваат, ама многу е тешко на интернет, па не купувајте на Facebook, не купувајте на Instagram. Ако купувате, веќе вие самите се доведувате во ризик. Нити пазарен инспекторат може да ве најде, нити сајбер полиција, односно МВР може да ги лоцира кај им се тие сајтови, они ги затвараат. Каде им се серверите, не можат никој да најдат. И многу е тешко заради тоа што на тој начин и се ловат, нели, фишинг имаме, ги ловат потрошувачите, ги ловат нивните профили, може да се многу небезбедни. Еве сега имавме објава исто за апропо овака небезбедноста, мислам, дека ги намамуваат да отворат веб страна, да отворат, да им дадат податоци за нивната сметка и можеби да се работи, воопшто нема да го добијат производот, туку само се работи за така наречен фишинг, односно ги ловат само за да можат да ги злоупотребуваат податоците и потоа банкарските сметки им прелеваат пари во нивните. Времето ни е кратко, еве една препорака до гледачите апропо денешниот ден, да купуваат, да не купуваат, ако купуваат на што да внимаваат? Ние мислиме дека они треба да се купуваат, доколку навистина имале желба да купат некој производ, да видат, да го споредат колку е намалувањето, навистина се ако го најдат на таква распродажба е добар производ, да купуваат на онлайн регистрирани и легални продавници и нормално да внимаваат на сајтовите. Исто така и офлайн да купуваат, кога влегуваат во продавница, стварно да ја проверат цената, да не очекуваат дека самиот трговец, не велам дека тие измамно им ја кажуваат цената. Меѓутоа да се споредат и со други, можеби баш тоа не им треба сега. Можеби тоа било покачено претходно, па сега е намалено колку за Black Friday. Или, например, не било 70% намалувањето, или ќе влезат, ќе видат само 20% од производите се нешто намалени, окей. Треба да купуваат, не викам да не купуваат, добро е да купуваат она што сакаат да го купат. Меѓутоа, во тој момент кога е Black Friday, заради самиот Black Friday, да им се појават одредени потреби, кажеме, да купуваат, и тогаш не е лошо, меѓутоа многу треба да внимаваат да не се импулсивни купувачи, онака баш да ги води рекламата, баш да ги води моментот, затоа што стварно тогаш може да настанат и одредени несакани појави, како што се расипувањето на производите, да била долго време залиха производот и така натаму. Ви благодарам за гостувањето. Ова беше Маријана Лончар-Велкова, председател на Организација на потрошувачи на Македонија. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.